вторник, 6 мај, кратки вести во 12 часот. Преговараме со Визер да ја отвори линијата Будимпешта-Охрид. Сметаме дека таа е поатрактивна бидејќи има што да понуди Охридското крајбрежје за туристите, вели министерот за транспорт Александар Николовски. Потенцира дека сегашниот модел на субвенции на патници во доаѓање ги дава резултатите. Додава дека чартер летовите на Freebird се силен импут за зголемување на авиосообраќајот, а со тоа и директно за туризмот. Амбицијата е најмалку 2 чартери дневно да има и на Охридскиот аеродром. Голем импут е и Turkish Airlines, така што на Охридскиот аеродром драстично се гледа разликата, изјави министерот Николовски. Магистралниот пат Охрид Свети Наум ќе биде пуштен во употреба до крајот на мај, откриваат одговорните. Патниот правец е во должина од 24,3 километри и инвестициона вредност од 11,6 милиони евра. Со рехабилитација на оваа главна туристичка сообраќајна делница се очекува да се подигне безбедноста во сообраќајот и да се добие нова и квалитетна патна врска. Додаваат дека за поголема безбедност во сообраќајот и прегледност на патот растоварени се косините од нестабилен карпест материјал. Завршено е со монтажа на заштитна челична мрежа на косините, а на дел на патот поставена е заштитна ограда. Овој патен правец претходно беше во исклучително лоша состојба и беше едно од главните барања на граѓаните за негово проширување и средување, за да може нормално да се одвива сообраќајот. Опасни железни шипки од стара арматура во езерото регистрираше утрово екипата на Охрид Преска и Сараиште под скаличките кои се користат за влегување во езерото. Најверојатно се остатоци од последниот степеник од скалите, кои под ударите на брановите со текот на времето попуштил и сега останала само арматурата. Истото е исклучително опасно и апелираме до одговорните да се санира за да не дојде до несакани последици. Времето денес променливо облачно и нестабилно со локален дожд. Дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.